Здраво на сите, добро дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Знам дека многумина што бе следат редовно очекуваа дека ќе има нешто посебно и спектакуларно од ова моја посета на Македонија и навистина така требаше да биде, требаше да посетам повеќе археолошки локалитети кои што сега заради снегот едноставно дури и да се посетат ќе бидат само остатоци кои што се покриени со белина, така што ќе се види само една бела површина. Така што за повеќето од тие локалитети каде што имав намера ќе оставам во подобри или летни услови за да може да се видат деталите кои што ја сакам да ви ги покажам. Споменикот на слободата каде што моментално се наоѓам е на едно извишување, на еден рид од кој што се гледа градот Кочани. И навистина како нем споменик стои тука да го одбележува тежнењето на македонскиот народ за слобода. Овие уметнички изрази што ги гледате позади мене се мозаици направени од македонскиот уметник Гligor Чемерски и навистина го одржуваат духот на тоа време во кој што се прави фасцинантна, преубава, апстрактна уметност која што преку формата на мозаикот символизира различни етапи во борбата за слобода. Овде бев и пред неколку години, кога овој споменик, за разлика од сега, беше во една руинирана, жална состојба, ама тогаш и генералната состојба со слободите и правата на нас луѓето беше во една таква состојба. Практично станува збор за 2021 година, кога пандемиското лудило се уште траеше, се воведуваа оние сертификатите со кои што можеше да се влегува во локали или институции, шопинг молови и така натаму. И овде заедно со мојот пријател Александар дојдовме да ја споредиме состојбата на руинираност на споменикот со состојбата на слободата генерално. И сега слободата е нешто кое што е лајт мотив на мојот канал. Оние кои што се доволно љубопитни можат да отидат и да го погледнат описот на мојот канал и од прилика вели слободата е најважна, се останато се идеи. Сега, од друга страна, Джек Парсонс вели дека слободата е двостран меч, така што ако едната страна го сечеме сечилото ние да сечеме, од другата страна може сечилото да ни сече. Така што како се користи слободата е една голема дискусија. Постојат различни начини да се медитира, да се контемплира и да се размислува за она што сакам да биде моја работа и зошто понекогаш на таа работа се случуваат настани кои што вие како публика можеби не ви се допаѓаат. Не се во склад со вашите размислувања, убедувања и така натаму. Сега замислете сите наши идеи и убедувања, кои што се апсолутно субјективни, а сите ние некако го имаме чувството дека ние сме центарот на универзумот и тоа што ние го мислиме и нашите убедувања дека се апсолутна вистина. Не е така. Слободата да го мислиме тоа е една работа, апсолутната вистина е друга работа. Всушност, апсолутна вистина не постои. Замислете две личности да стојат од мојата лева и од мојата десна страна, ќе се согласите со мене дека ќе видат друг аспект на моето лице и на моето тело, а истовремено ќе се согласат дека тоа е истата личност. Така е и со сите работи во светот. Ние имаме само гледна точка. Од таа гледна точка гледаме само фрагмент, никогаш целината. А врз основа на фрагментот секогаш сакаме да донесеме генерализирани, општо прифатени заклучоци кои што треба да преминат во догма, во апсолутна вистина. Имаше едно интервју со Крешимир Мишак, кај македонски новинар, знаете кој е, каде што после извесно време на разговор Крешимир Мишак сфати дека новинарот сака да полемизира. И можете да го погледнете тоа интервју, во еден момент вели: јас мислев дека ова е интервју, а не полемика. Сега која е разликата? Ако луѓе полемизираат, секогаш би било добро да има модератор кој што ќе ги модерира работите и ќе биде неутрален, за да двете страни имаат подеднакви можности.
Од друга страна, ако е интервју, тој што го прави интервјуто, тој што го води интервјуто, или во модерно време тој што го прави подкастот, секогаш треба да биде малку повоздржан, треба да се обиде да направи добри прашања, додека целиот акцент и идеите што се изнесуваат треба да биде на гостинот. Дали секогаш тој што го води интервјуто треба да се согласува со гостинот? Не, затоа што тогаш ќе се изнесуваат се едни исти идеи. И замислете, се едни исти идеи на крајот се досадуваат. Некаде имам сретнато дека колку јазици знаеш, за толку луѓе вредиш. Од друга страна, јас на ово би додал, колку луѓе знаеме, толку повеќе прозорци кон реалноста и кон светот ни се отвараат. Ние не сме сезнајни и ќе умреме на некој начин неуки, како што велеше Сократ. Јас знам дека ништо не знам, за разлика од оние што не знаат дека ништо не знаат. И обично тие што не знаат дека ништо не знаат настапуваат како да имаат сета вистина на овој свет. Зошто порано правев само документарни видеа, а после почнав да правам и подкасти? Затоа што мојата вистина со време и моите идеи со време можат да станат банални, здодевни и на крајот на краиштата стерилни, односно да не предизвикуваат никаков ефект. Од друга страна, кога се прават подкасти каде што се разговара со други луѓе, се прави една мешавина на идеи. Јас учам, преку тоа учите и вие како публика. Дали јас секогаш треба се согласам со идеите и со ставовите на моите гости? Речиси никогаш не треба да се согласам со нив. Не е поентата во согласувањето. И сега, во ваквите ситуации слободата е многу интересна работа. Не е слободата нешто што треба да го земеме во вакви ситуации, тука е нешто што треба да го дадеме. И тука влегува и себичноста на луѓето. Многу пати не сакаме да се откажеме од тоа да бидеме ние тие кои што ќе владееме ситуацијата, туку сакаме секогаш да доминираме. И несвесно може да се случи да разговорот од пријатен разговор на одредена тема да премине во нервозна полемика. Нашите гледни точки, ако ги ограничиме на нашиот книжен фонд, на нашите пристапи до знаење и до информации, и ако цело време се ограничиме на тоа, седнати како на катедра каде што професорите обично тоа го прават, и шириме апсолутни вистини во наводници, тогаш пак ќе се случи тоа. Презаситување, здодевност, лесно може да се премине во ароганција и во надменост, а неретко, гледајќи одредени други видеа, други подкасти, неретко се преминува во безобразлук, се преминува во вулгарност и во простачко говорење и однесување. Тоа, многу пати сум го кажал, не е мојот стил и не е идејата на каналот Татунчо. Оние што ја читале Дон Кихот, знаат дека тоа е една пародија на трендот кој што веќе бил во залез во тоа време, значи зборуваме времето на Ренесансата. Трендот претходно, средновековниот тренд бил пишување на витешки романи каде што витештвото се величи, се дава акцент на вредностите кои што витезите да бидат галантни со дамите, да се борат за правдина, за заштита на слабите. Се она што, да се разбереме, средновековните витези не биле, но романите секогаш морат да си најдат некаков идеализиран јунак кој што ќе ги представи тие фантастични, фантазерски и лажни вредности. На тој начин Сервантес го става Дон Кихот човек надвор од своето време, човек што нетаман идеи во главата, кој што сака да биде витез во време во кое што витештвото одамна не постои. Така што се она што во витешките романи го има, дали се тоа змејови, дали се тоа дами кои што треба да бидат спасени, во реалноста тоа се ветерниците. И во реалноста тоа е една селска неписмена госпоја која што и е чудно однесувањето на Дон Кихот. Во денешно време, ако забележите, многу луѓе на себе си го ставаат тоа Дон Кихотовско за да представат одредени анахрони идеи, анахрони сваќања за
тоа како треба да изгледа реалноста, како треба да бидат поставени работите. И во тоа Дон Кихотовско однесување, можеби и не се свесни дека на крајот на денот, се смешни. Живееме во 2025 година и реалноста на нештата е таква каква што е. Романтизмот ја имаше таа тенденција да се напушти реалноста и да се оди таму во далечното минато за да се бараат пријатни моменти во кои што ќе ни биде удобно на ментално ниво, затоа што реалноста е толку грда и толку лоша. И тоа е супер. Романтизмот е одличен уметнички и литературен правец кој што има создадено неверојатни уметнички дела. Но реалноста на луѓето кои што живееле во тој период на романтизам не била ни најмалку убава. Дури подоцна, со појавата на реализмот кој што е сушта антитеза на романтизмот, да не речеме светот, но Европа преоѓа во една фаза од времето на нестабилност и Наполеонови војни во она време кое што го знаеме како доцен 19 век, наречено Belle Époque, односно убаво време. Овде поентата ми е дека ако не погледнеме добро на реалноста на состојбите во кои што живееме, секогаш ќе се навраќаме во едно идеализирано минато кое што, сакајќи да го пренагласиме тој момент дека ни е комотно и удобно во таа матрица на зашушкување во минатото, ќе го идеализираме уште толку, не правејќи никакво добро на оно што значи историски дискурс. И сега кога ја споменав историјата, идејќи ваму по пат, размислував дека историјата всушност е средство преку кое што ги пренесуваме приказните кои што се случиле во минатото или кои што некој ги раскажал во минатото. Историјата никогаш не може да биде вистините. И како таква, никогаш не може да биде наука. Не се вели историологија. Зошто? Затоа што нема научен метод. За една иста работа, различни историчари пишуваат различна работа, затоа што тука го нема научниот момент и за да се замени сето тоа што влегува внатре субјективност. Историјата, она запишаната, она што можеме да ја најдеме во книги, всушност што е? Тоа е една долга приказна за војните кои што светот ги правил. И денес, јас мислам дека сум еден од оние кои што почнува да размислува дека историјата не треба да биде приказните на војните кои што до сега се случувале. Затоа што, ако е така, свесно влегуваме во идејата дека и во иднина ние ќе создаваме реалност секојдневие и иднина која што подоцна ќе станува историја, а ќе биде незината содржина ќе биде војни, разорнување, убивање, уништување. Моето размислување е дека тој еден зачаран, еден волшебен круг треба да престане. Затоа што минатото, сегашноста и иднината секогаш имаат да ни раскажат за убавата уметност, за културата, за спортските достигнувања, за научните достигнувања, за цивилизацијските достигнувања, ама не оние цивилизацијски достигнувања каде што еден народ, една војска отишла и покорила друг народ и друга војска. Зарем не ни е смачено од тоа? И сега, точките на размислување, такво романтичарско размислување, тие точки всушност се луѓе, кои што седат во нивните агли, нивните гледни точки и мислат дека се во право. И во оној момент кога ќе излезат надвор, кога ќе излезат на арената на соочување со другите идеи, имаме две опции. Или ќе имаме диалог, каде што ќе зборуваме и ќе се слушаме едни со други, без разлика дали се согласуваме, ќе се слушаме едни со други, па ќе дискутираме, па ќе бараме податоци, ќе бараме факти, ќе бараме аргументи, ќе бараме артефакти. И тој диалог може да трае со векови.
секако може да ги надмине нашите животни векови. Другата опција која што е многу пократка е да влеземе во конфликт. Ама во конфликтот никогаш не победува тој што е во право. Поправете ме ако грешам. Во конфликтот секогаш победуваат кои? Посилните. Тие што имаат помоцно оружје, што се побројни, што им се посреќила ситуацијата во воени услови. Што значи, доколку го прифатиме аргументот на силата, ќе ги изгубиме сите други аргументи. Така што треба да сватиме што сакаме. Дали сакаме да романтизираме за некако славно минато во кое што да, можеби некои наши предци биле и славни, и мокни, и големи, и да се поистоветуваме само заради некакво генетско наследство на тоа, или треба да размислуваме што ние денес треба да направиме за да бидеме подобри луѓе. Како нашата одредена големина да ја направиме уште поголема. Како да научиме секојдневието да го направиме вредно за паметење, затоа што еден ден некој ќе сака да ја напише историјата на ова време. Дали треба да напише тогаш живееа луѓе со ментален склоп затворен со она што се случило пред 2000 и повеќе години, или живееа луѓе кои што создаваа работи, дела вредни за паметење. Затоа што кога ќе нема нас, ќе бидеме паметени по делата. И затоа, моето сваќање на нештата е дека ние мораме да бидеме луѓе на нашето време, да се соочуваме со предизвиците на нашето време. Ако имаме луѓе од другата страна со кои што не се согласуваме, да не создаваме непријатели од тие луѓе, да создаваме противници, да создаваме вербални противници, политички противници, идеолошки противници. Но на крајот на денот, и тие и ние да имаме цивилизацијската големина, да речеме, тој е победникот, да речеме на изборите, да речеме на некаков надпревар, да речеме во диалогот или во полемиката, тој е победникот, се гледаме во наредната прилика. Зошто? Затоа што на крајот нема поразен во смисол како што има во големите битки, каде што или си со мечот во раце, или си со мечот во гради. Дали можеме да ја напуштиме тој ментален склоп или не можеме? Јас сум еден од оние кои што со мојата работа се обидувам да ја негувам слободата, ама не негувајќи ја само сопствената слобода. Негувајќи ја сопствената слобода по цена на угнетеноста на другите, тоа е диктаторство, тоа не е слобода. Големиот предизвик е да ја негуваме слободата на другите луѓе, без разлика колку ние сме во согласност или несогласност со таа идеја и со таа мисла. Во се она што го работам, не претендирам на тоа да бидам совршен. Не претендирам на тоа да бидам идеален. И однапред кажувам дека во сета работа постојат и грешки. Не грешат само оние што не работат. Така што совршен човек е само мрзлив човек кој што не излегува од сопствената зона на комфор и не прави ништа. А оние луѓе што прават, што создаваат работи, грешат. Ако нешто поврзано со мојата работа не е во ред, се сака да се добијат појаснувања, сакат да се добијат други идеи, наједноставен начин е да бидам прашан, да ми се постави прашање, да ми се постави простор каде што ќе можам да елаборирам. И кога би се случило тако нешто, јас на драго срце би се одзвал да зборувам за тоа, колку и да е незгодно, колку и да е непријатно. Но од друга страна, ако бивам нападнат таму каде што мојот глас не може да се слушне, таму каде што не сум присутен, а луѓе сакаат да зборуваат лошо за мене, тоа само ќе го прифатам како еден вид на комплимент каде што моето дело, мојата работа предизвикала некаква фрустрација, некаква јутина, која што не може да ги однесе тие луѓе до моментот да се обратат на мене, туку се обраќаат
На друга страна, за потврда на сопствените илузии, за сопствените заблуди и така натаму. Може би, по цена на сопствена штета, јас ќе продолжам да ги негувам тие работи. Вистината како средство и слободата како цел. И се надевам дека еден ден кога ќе го напуштам овој свет, ќе го напуштам како личност која што може за себе да каже дека ако не друго, заминуло трагајќи по слободата. Дали ќе ја постигнеме слободата, тоа е едно големо прашање. И што всушност слободата треба да значи за нас? Местово што го гледате околу мене е едно место кое што нашите предци го направија толкому за да ја одбележат слободата. Пред неколку години беше во никаква, во катастрофална состојба, иако денес од снегот не може да се види. Има долу табла која што укажува на тоа дека местото е обновено, му е дадена свежина, значи работено е на реставрација и на обновување, така што луѓето што влегле овде да работат и да вложат во ова, веројатно мислата им била тоа дека споменот за слободата, за борбата за слобода треба да опстои, не треба да исчезне заедно со камењата, циглите или мермерот кој што бил вграден тука. Така што намерно дојдов овде да контемплирам, да размислувам и да го споделам тоа со вас. Се надевам дека во овој така абстрактен мој изразување свативте за што станува збор, но како и да е. Нема да одам во конкретности затоа што конкретностите би значиле дека и јас треба да се спуштам на нивото со кое што беа извршени напади врз мене. Така, ви благодарам што го гледавте ова видео и секој добро.